Почитувани сограѓани, изминуваат првите 100 дена од мандатот кој го добив од вас за управување со Охрид. Започнувањето со управување на новата локална власт беше насочено кон длабоко скенирање на состојбата и анализа на долговите кои ги има општината, јавните предпријатија, образовните институции и останатите субјекти кои произлегуваат од локалната самоуправа. Тоа значи реално согледување на капацитетите и перформансите со кои располага, диагностицирање на состојбата и изнајдување на соодветни механизми за излез од длабоката криза во која се наоѓа општина Охрид, како резултат на катастрофалното управување во изминатиот 8 годишен период. Истовремено, сите расположиви материјални и човечки ресурси се насочени кон подготовка за што е можно подобро организирање на градот за летната сезона која е веќе отпочната. Новиот приод кон управувањето со општина Охрид во себе содржи неколку суштествени моменти кои понатаму ќе ја одредат судбината на развојот на општината и квалитетот на услуги кои ги добиваат граѓаните. Прво, затекнатата состојба на локалната самоуправа и општинските јавни предпријатија кои произлегуваат од неа, и второ, начинот на имплементација на програмите кои беа презентирани пред граѓаните и кои добија широка поддршка за нивно спроведување. Затекната состојба. После потрошени 8 годишни општински буџети и огромна должничка состојба кон голем број доверители, Охрид во овој момент е општина со процент на невработеност кој изнесува 40% и е за над 10% повисок од републичкиот просек. За 22% е помал БДП по глава на жител од просекот во државата. Ваквата состојба сериозно се одразува на квалитетот на животот на граѓаните на општината и во прашање го доведува нормалното функционирање на институцијата и нејзините законски надлежности кои таа ги спроведува. Затекната финансиска состојба. Новата локална власт во овој период се соочи со абнормална состојба на финансиска и материјална девастација на општина Охрид и на буквално сите јавни предпријатија кои произлегуваат од локалната самоуправа. Регистрираниот долг на општина Охрид ја надминува сумата од 32 милиони евра, само како обврски на локалната самоуправа. Освен тоа, во моментов се водат 428 судски спорови за неисплатени обврски кон разни субјекти. За цели 14 милиони евра е блокирана сметката на општина Охрид кон повеќе доверители. Долговите на јавните предпријатија кои се под ингеренција на општината Охрид се исто така огромни. Само меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква има близу од 9 милиони евра долг. Приближно 100 милиони денари се обврските на јавното предпријатие Охридски комуналец, кој дополнително има хипотека на својот имот. Останатите јавни предпријатија во најголем дел имаат блокирани сметки за милионски денарски обврски. Состојбата со општинските училишта исто така многу сложена. Сите тие имаат проблеми со нормално сервисирање на обврските, должат милионски денарски средства за електрична енергија и нафта, а дел од нив имаат блокирани сметки. Тоа значи дека финансиската состојба во општина Охрид е исклучително сложена и бара сериозен и долгорочен приод за нејзино целосно решавање. Администрација. Состојбата дополнително е влошена со затекнатата огромна превработеност, нерационалност, нефункционалност и неорганизираност на администрацијата, што представува сериозен проблем за ефикасно и ефективно извршување на законските обврски на институцијата. Општина Охрид има 265 вработени, во најголем број со статус на државни службеници. Голем дел од нив досега без работни задачи или пак не знаеле кои им се работните обврски. Дополнително затекнати се уште 160 вработени со договори на дело, од кои преку половината со заобиколување на Агенцијата за вработување. За над 90% од овие времени вработувања нема евиденција дека се појавиле на работните места или дека извршувале некакви работни задачи. Споредбено, општина Охрид има 5 пати повеќе администрација од европскиот просек и убедливо најголем број на локална администрација во Република Македонија. Во општина Охрид досега не постоеле упатства и протоколи за работа, листи на процеси и алгоритми за извршување.
Не постојат изработени правила за изработка на документи и акти за интерна кореспонденција, а еден огромен дел од документите кои пристигнувале во општината не се архивирале. Превземени мерки. Првични брзи мерки. Суштинска основа за санација на финансиската состојба на општината е превземање мерки за деблокирање на општинската сметка. Веднаш после превземањето на мандатот се пристапи кон анализа на структурата на долговите, отворен е процес на преговори со правни субјекти и физички лица кои се јавуваат како доверители, се преговара со секој доверител поединечно. Се дефинираат новите периоди кон реализација на договорите, односно се одредува периодот за подмирување на обврските на еднакви месечни рати. Во тек се разговори со Министерството за финансии на Република Македонија за добивање на кредит од Светската банка за финансирање на проекти, кои по поволни услови би го добила општината за спроведување на редовни обврски активности за локалната самоуправа. Разработени се новите мерки за подобрување на приходната ставка на буџетот со зголемување на опфатот на наплатата на даночните обврзници. Забрзана е ревизија на деталните урбанистички планови за Охрид и нивно пуштање во процедура, односно усвојување од Советот. Сите овие активности треба да доведат до надминување на сложената финансиска состојба и амортизирање на финансиските обврски на општина Охрид. Стратешки цели. Економската перспектива на Охрид води кон две стратешки точки. Едната – подобрување на туристичките перформанси на општината и создавање на услови за подобрување на туристичката понуда и стимулирање на изградба на хотелски капацитети од највисока категорија. И другата – кон подобрување на условите за развој на стопанството, индустријата, земјоделието, малите и средни предпријатија, преку изградба на технолошко-индустријски развојни зони и привлекување на странски инвеститори. Примарно е да се обезбеди доволно инвестиции кои ќе бидат во функција на развој и на туризмот, но и на сите оние стопански дејности кои ќе придонесат за подобрување на сликата со вработување на нашите граѓани. Охрид повеќе не може да поднесе импровизации во својот развој, како што тоа досега се правело. Вашата огромна поддршка е наша обврска да изградиме иднината во која ќе доминираат вредносни критериуми кои ќе го вратат достоинството на Охрид. Продолжуваме посветено со нашите активности. Со почит, градоначалник на општина Охрид, доктор Никола Бакрачевски.